Не грижете се за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. Евангелие според Матеј 6:34. Живееме во свет кој е препол со неизвестности. Секојдневно не обкружуваат вести за економски кризи, за климатски промени и за лични предизвици. Па така, лесно е да се почувствува страф и загриженост за иднината, но грижата за иднината честопати не лишува од радоста која извира од сегашноста, како што потенцира познатиот филозоф Сенека. Човекот повеќе пати од своите мисли, одошто од реалната слика на нештата. Тоа пак не значи дека ние не треба да планираме или дека не треба да бидеме одговорни. Напротив, важно е да имаме цели во животот кои преку непрестаен труд треба да ги оствариме. Од тука се наметнува прашањето: како да се ослободиме од прекумерните грижи? Првиот чекор е да сознаеме дека не можеме да контролираме се во животот и дека ако ја прифатиме неизвестноста и се прилагодиме на промените, ќе можеме да се одмрежиме од стравот и од загриженоста кои го обеспокојуваат нашиот живот. Вториот чекор, кој можеби е поважен од првиот, е да се фокусираме на сегашноста и од неа да ја создаваме иднината, како што нагласува Тич Нат Хам. Иднината се создава сега. Ако добро се грижиме за сегашноста, всушност ние добро се грижиме и за иднината. Не грижете се за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. Евангелие според Матеј 6:34.